Болеста не може да се излечи, но може да се спречи неговото проширување, како и успорувањето на развојот на веќе појавената болест. Лековите се достапни и истите се користат неколку месеци за да се спречи ширењето. Еднаш кога ќе почне процесот, не се враќа повеќе назад, тоа си прогредира, си зема замав и доколку пациентот не го свати за сериозно, може како напреднуваат годините и возраста да се влоши состојбата. Главни карактеристики се кашлица, обично продуктивна со искашлок, значи најчесто пациентите кашлаат бел, жолт шлајм, меѓутоа затоа скоро сите што се пушачи, сите викаат кашлам затоа што пушам. И ја поклопуваат клиничката слика со пушачките навики, што за жал не е секојаш така. Пушењето е ризик фактор број 1, но не треба да се свати па и дека секој пушач има и хронична обструктивна белодробна болест. Меѓутоа, 99% од пушачите имаат и болест, значи статистички е тоа докажано и потврдено. Покрај кашлицата има тешко дишење, обично се манифестира при напор. Значи или некоја физичка активност, или ако живее на повисоко се качува по скали па почнува да се гуши, или чувствува замор, малаксаност, значи обично жените, тоа го кажуваат дека многу се замараат, чувствуваат замор. Значи тие се вака од прилика свирење во градите, најчесто ноќе, главните симптоми. Близу 4000 лица годинава биле на преглед. Кај дури 70% се забележани одредени симптоми. Според доктор Исмаилова, превентивно, барем еднаш во годината, потребно е да се направи контрола на белите дробови. Матичните лекари тука се првата бариера, тие треба прво да исконтролират и после да ги препратат на специјалист за белодробни заболувања, кој што се разбира ќе направи подетални анализи и ќе диагностицира болеста и степенот на болеста. Значи степенот на болест е многу важен. Многу, да. Гостивар е обично град на пушачи. Значи жени, и мажи, и млади, и стари многу пушат. И тоа пак ќе повтораме ризик фактор број 1. Така да пациенти има многу. Тоа може да и да ви потврдат моите сестри кои што водат дневник и отприлика знаат годишно колку. Веќе досега имаме скоро 3800 пациенти, значи од јануари досега прегледани, од кои сигурно едно 60-70% се хронична обструктивна белодробна болест. Значи е присутна, ја има. Само пак ќе ви кажам, луѓето викаат стар бронхит. Значи нема стар бронхит. Бронхит е бронхит. Во Македонија се проценува дека има околу 150.000 болни од хронична обструктивна болест. Првичните симптоми се замор, тешко дишење и кашлица со искашлок. Од оваа болест во светот годишно умираат по 3 милиони луѓе.